Многу е болна темата, за да се ние овде, не знам зашто го квалификувавте мојаво поднесување за комисијски амандман како некоректно. Разговаравме и со вас, не знам што гледате тука некоректно, ако сакаме да им помогнеме на луѓево. И реално, еве ако е зголемен буџетот на Комисија за ретки болести за 90 милиони денари, или тоа се 1,5 илјади евра. На овие луѓе им треба 900.000 евра годишно. Буџетот на Комисија за ретки болести е 306 милиони денари. Ако се подели само на овие две семејства со 3 деца, тоа е буџет кој што нив ќе им стигне да ги лекуваат децата во тек на 2 години. А ние зборуваме за Комисија за ретки болести, каде што не се само овие 3 дечиња. Јас не знам зошто како пратеници, зар е битно јас од каде доаѓам, да сочувствуваме со проблемов на луѓето, нашето да го направиме како пратеници, сите, бидејќи апсолутно не се сомневам дека некој не сака на овие луѓе да им се помогне. А после, одговорноста нека си ја преземе Министерство за здравство и Комисија за ретки болести. Затоа што со тој фонд сега само ќе се заврши расправата, ја ќе бидам не знам како квалификувана или не знам што, не мора ни да гласате, јас не се согласувам да го повлечам овој амандман, туку апелирам сите пратеници да гласаме за, а после одговорноста нека ја преземе Министерот за здравство и Комисијата за ретки болести, бидејќи овие луѓе барем доволно знаат математика дека ако пресметаат дека цел фонд на Комисија за ретки болести, иако зголемен, не стасува само за оваа ретка болест на овие 3 дечиња во Република Македонија. Како пратеници, без разлика од кои градови доаѓаме и од која опција сме, дајте да гласаме за овој амандман, со тоа нашето ќе си го завршиме како пратеници. Нека си ја превземе одговорноста. Ако држава со буџет предвиден од 5,3 милиарди евра не може да издвои за овие, предпоставувам дека има многу со ретки болести, но може би луѓето дојдоа затоа што ептен им е алармантна состојбата, сега им е случајна, акутна и немаат каде да се обратат. Тие не прашуваат од каде сме пратеници, прашуваат Комисија за здравство пратениците. И не знам зошто ме квалификувавте дека ова не било коректно. Апсолутно сметам дека ќе е некоректно ако сите пратеници не гласаме за овој амандман. Дури го зедов овој предлог комисијски амандман од вас, колега Панчо Минов, затоа што дозволи вие да го предложите. Му понудив и на колегата Јованчев од Кавадарци. Небитно е кој ќе го предложи, битно е дали ние како пратеници вистински сочувствуваме со маката на овие луѓе и како пратеници за да го тргниме теретот, затоа што на овие луѓе нема да им помогне тоа што сме разговарале или ќе разговараме со Министерот за здравство. Овие луѓе доволно можат да сватат дека со фонд од 306 милиони денари само за овие 3 деца ќе стигне за 2 години. Само за овие деца. А можам да предпоставам колку има со други ретки болести кои што се регистрирани на ниво на држава. Така да апсолутно не сметам дека ова е некоректно, туку сметам дека најкоректно е че ние како пратеници да гласаме, а после владата, Министерство за здравство, значи ако не можеме како држава да помогнеме на ваков случај, со 3 милиони евра годишно, може би не се ни толку ако ги поделиме за 3 деца, тогаш сме навистина немочни. Џабе ние ќе закажуваме состаноци, ќе апелираме и ќе собираме потписи, знаеме како, а исто така имаме искуство дека и усвоени амандмани не се доделиле средства, но мислам дека овде не се работи за инфраструктурен проект, не се работи за инвестиции во болници, во здравство, се работи буквално овие дечиња да преживеат. А можно е да станат и повеќе на број, затоа што кажав, се работи за генетска болест. Ви благодарам.